Добар ден, вие ги гледате вестите во 18 часот, ова се настаните на денот. Првомајски протест на Сојузот на синдикати на Македонија. Се бараат повисоки плати и работнички права. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот. Владеачката ВМРО ДПМН е состав. Тој лично зема 75.000 денари месечно од истите тие работници. Празникот ги испразни градовите, а ги наполни излетничките места, но и граничните премини. Си направивме оганче, си седнавме дружба. Денеска првомајска атмосфера и интересно е многу. Уште месец и половина за да се заврши обвинението за трагедијата во Кочани. Обвинителите деноноќно работат. Уставен пресече. Приватното верско средно училиште Медреса Исабеи во Скопско Кондово не смее да работи. Вреди и дуи во кавга за тоа кој манипулирал со граѓаните. Со барање за повисоки примања на работниците, Сојузот на синдикати на Македонија предпладнево во Скопје организираше протестен марш и на тој начин го одбележа 1 мај, Меѓународниот ден на трудот. Дел од барањата се и почитување на колективните договори, минимална плата од 500 евра и сите други плати да бидат зголемени за 100 евра. На протестот беше Маја Стојановска. Денеска работниците имаат многу причини да протестираат, а малку да празнуваат. Со овие зборови, првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов пред работничкиот дом го отвори првомајскиот протест во организација на синдикатот. Минималец од 500 евра, повисоки плати за 100 евра за сите работници, но и почитување на колективните договори и работничките права, побараа на собраните граѓани и синдикалци кои присуствуваа на протестот. Со транспаренти, враци и гласна музика, нивниот марш го продолжија кон собранието. Таму Трендафилов го повтори барањето за измени на законот за минимална плата и побара од присутните да го свртат грбот кон собранието. Денеска на оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа, од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Маршот продолжи и кон Стопанската комора, каде присутните на работодавачите им испратија порака. Овие се газди безкишменјаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден. Цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Синдикалците го свртеа грбот и на владата и оттаму беше испратена порака до власта да си ги исполни ветувањата кои ги дала за достоинствен животен стандард. Но синдикалците го искритикува и отсуството на Конфедерацијата на слободни синдикати, откако тие вчера кажаа дека нема да присуствуваат на протестот, бидејќи според нив за решавање на актуелните синдикални и работнички проблеми во моментов имало простор за диалог. Оваа влада ветуваше дека ќе биде на страната на работникот. А денес не само што молчи, туку не напаѓа кога ќе побараме повисоки плати. Но да им биде јасно, не плашат нивните напади. На оние исто синдикати вчера што славеа 1 мај во луксузен хотел, исто да им честитам 1 мај, ако може да им се честита ден. Кои што очигледно мислеа дека ако денеска бидат заедно со своите колеги, браќа и сестри, синдикалци, со работниците од кои што земаат членарина, мислеа дека нешто ќе погрешат во умилкувањето. Честитки по повод Меѓународниот ден на трудот испратија државниот и политичкиот врв, меѓу кои премиерот Мицкоски, председателката Силјановска Давкова, спикерот Гашину и лидерот на СДСМ Филипче. Меѓународниот ден на трудот се празнува секој 1 мај во над 80 земји во светот, посветена на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. А на новинарско прашање со став за денешните протести на ССМ излегува од владеачката ВМРО ДПМН. Од партијата рекоа дека ВМРО ДПМН ги поддржува и уважува работничките права, но не го поддржува и не го уважува политичкото водство на синдикатите.
Кога Трендафилов говори за платите на политичарите, добро е да ги спомени и платите на синдикалците. Тој лично зема 75.000 денари месечно од истите тие работници, а неговите колеги и дури до 130.000 денари. Како очекуваме Трендафилов да ги разбере работниците? Да објасни во кој дел сочувствува со позицијата на работниците кога земаат плати над 2000 евра? И како тоа неговите ставови се исти како и тие на СДС, Левица и ДУИ? А традиционално денеска се запалија и првомајските скари. Излетничките места околу главниот град беа полни со граѓани, кои на овој начин решија да го прослават празникот. Екипата на Канал 5 беше во Скопско Кучково. Дејан Трајковски ни ја пренесува атмосферата од таму. Трката со брзото секој не ви е запре. Градските улици се испразнија, а излетничките места се наполнија. Граѓаните првомајски отидоа по воздишка со семејствата и пријателите во природа. Граѓаните побегнаа од градскиот бетон во природа, опуштени, далеку од стресот и обврските. Секојдневна титност тука ја нема, па за промена можат да се забележат среќни лица. Од растрчани деца по природната убавина на Скопско Кучково до гласна музика и гласни разговори и смеење. Сето тоа проследено со традиционалната скара која од секаде мириса и која е неизоставен дел од ваквите собири. Доброто расположение е воочливо од далеку, а некои пак ја искористија можноста да се пошегуваат и пред камерите. Под васервага заради тоа што мрсното мора да капи точно во жарта и автоматски она после се распалува само од себе, така да може да траи повеќе жар, може да правиме повеќе месо. Велат 1 мај ретка можност да се вратат кон природата, за која поради обврските жалат што не можат почесто да ја посетуваат. Живееме сега во зграда и е многу таму гужва како ќе дојдеме у природа и поопуштено, поубаво да се споиме повторно со природата, пошто знаете цел град е бетониран, нема вака земја, нема трава, нема природа и тоа е тоа. А и невообичаено за повеќето помлади генерации денеска затекнавме и кампери. Васко, Маријан и Иринеј синоќа дошле со својот шатор во Кучково, сосема спонтано на нивното прво кампување во природа. 6 сат дојдовме, го почнавме шаторот, мислам 1 сат ни требаше да склопиме се тоа, си направивме оганче, си седнавме, дружба, пиење и уживање искрено, баш убаво. Ова тога се беше спонтано, се беше само јас имам шатор, јас имам скара, јас имам пиво, ја имам ова, ја имам она. Ајде, кој сме тројца, готово, идеме така заедно. Сам си во шума со оган уживан си. Денеска првомајска атмосфера и интересно е многу. Еден ден е едно искуство, друг ден е второ искуство и кула. Покрај излетничките места, голем број скопјани остана и во градските кафејани и кафулиња кои денеска работат, а некои пак се реше и за патувања надвор од државата. Маржите се одмрзна. Цените барем денеска останаа исти. Нема поскапување. Па не. Пазарниот инспекторат најави засилени контроли. Обвинителството има уште месец и половина да го заврши целосно обвинението за трагедијата во Кочани. За сега се осомничени речиси 60 лица. Пресекот на досегашната истрага на обвинителството за пожарот во дискотеката Пулс ја направи Михајло Видимлиски. Во рамки на законскиот рок од 90 дена обвинителството планира да ја заврши истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 62 лица. Државниот обвинител Љупчо Коцевски во интервју за Алсат рече дека со интензитетот на работа на 13 обвинители, истрагата би била завршена на времено, односно до 17 јуни. За сега останува кривичното дело тешки дела против општата сигурност, но и не ја исклучи ниту можноста од проширување на истрагата со други осомничени. На крај на истрагата ќе се донесе јавно обвинителска одлука, односно обвинение, и токму во тоа обвинение ќе биде образложено секое действие на секој потенцијален обвинет. До сега, она што се утврди од истрагата води кон тоа дека се уште јавните обвинители сметаат дека во овој случај постои кривичното дело што е поставено уште во почетокот. До последниот ден може да се очекува проширување на нови лица
кои евентуално можат да бидат осомничени, а потоа и обвинети. Досега со истрагата се опфатени вкупно 59 осомничени лица, од нив 19 се во ефективен притвор. Меѓу нив се сопственикот на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко, екс-министерот за економија Крешник Бектеш и екс-директорот на дирекцијата за заштита и спасување Шаван Салиу. 13 лица се во куќен притвор со мерка за предпазливост, забрана за комуникација. Меѓу нив екс-градоначалниците на Кочани Љупчо Папазов, Николчо Илиев и Радко Димитровски. 12 осомничени се со мерки на предпазливост и еден осомничен е се уште на лекување. Истражните дејствија продолжуваат, велат од обвинителството, а првичните резултати од вештачењата се очекуваат наскоро. Интензивно се преземаат дејствија на распити и вештачења, од кои најголем дел од прелиминарните резултати се очекуваат во следните неколку дена. Во насока на прибирање на сите докази кои може да помогнат за целосно испитување на настанот, јавното обвинителство упатува отворен повик до сите кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс Кочани и поврзаните фирми, како и сознанија во врска со работата на институциите надлежни да постапуваат, да ги споделат со истрагата. Инаку за 14 осомничени полициски службеници, постапката ја води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, и тие се со мерки на предпазливост. Пратеникот Беким Ќоку, кој важи за представник на самоопределување на Албин Курти, ќе биде нов координатор на пратеничката група на Вреди, која ќе брои 9 пратеници. Но такво известување се уште нема доставено до кабинетот на собранискиот спикер. До формална поделба на Вреди на 2 дела во собранието ќе дојде ако посредбата Мицкоски и Таравари официјално се договорат Алијанса за албанците да ја напушти владината коалиција. Во такво сценарио, владиното мнозинство од 78 ќе се намали на 73 пратеници, односно Алијанса на Таравари ќе премине во опозицијскиот табор со нова пратеничка група од 5 пратеници. Состанокот меѓу премиерот и лидерот на Алијанса се уште не е закажан, потврди Таравари за Канал 5, кој вели дека деновиве ќе се координира со Мицкоски, откако тој ќе се врати од службен пат. Одлуката на Уставниот суд да го укине решението за давање одобрение за основање на причина за жестоки реакции на Дуи Ивле. За интегративците одлуката на Уставен била директен удар за верската слобода, а од Влен сметаа дека таа представува пораз за Али Ахмети и неговите, како што велат, лажни политики кон албанците. За ова Андријана Лазова Божиновска. Скандалозна одлука на Уставен и понижувачка тишина од Вреди. Со ваква оценка опозицијската Дуи реагира за укинатото одобрение за основање на приватно средно училиште во Кондово, Медресеја и Сабеу од страна на исламската верска заедница. Со ова од мала речица вела дека сеускратува правото на образование на илјадници млади, а вината за тоа според нив е кај Вреди, кој од позиција на власт дале зелено светло за поништување на одобрението, донесено од претходната влада во март 2024 година. Ова одлука представува директен напад врз верската слобода, врз достоинството на муслиманската заедница и врз едно право што беше добиено како исправка на историската неправда за време на претходната влада. Ова не е само правно прашање, ова е битка за колективното достоинство. Но она што е уште потешко од самата одлука е срамната тишина на албанските представници во оваа влада. Наместо да протестираат, тие молчат. Пишува во соопштението од Дуи. Вреди со контраовинувања. Поништувањето на лажната акредитација на медресето произлезе од празните ветувања на Дуи и соработниците од Иваза. Вела дека токму Ахмети и неговата партија не успеале да обезбедат правен статус на ова училиште. Ова е личен пораз на Али Ахмети и неговата клика, кои секогаш си играа со верските чувства на албанците, само за теснопартиски политички интереси. Денес вистината излезе на виделина. Медресето никогаш не било акредитирано на законит начин. Дуи ја користеше во предизборни кампањи, исто како што ги користи сите символи, чувства и потреби на албанците, за да ги изманипулира. Ние работиме на решение, преку кое ова прашање конечно ќе биде затворено, далеку од манипулациите на минатото и блиску до правдата што ја заслужуваат албанците. Велат од Вреди. За одлуката на Уставен се огласија и од Иваза, откаде вела дека веста за поништување на одобрението ја примиле со длабока загриженост, бидејќи се работело за дискриминација
мотивација на учениците, но најавуваат дека не се откажуваат од патот до правниот статус на гимназијата. Оценката на Уставниот суд беше дадена на вчерашната седница, каде што беше констатирано дека одлуката на владата да ја дозволи на ИВ за да основа гимназија е незаконита и неуставна. Нивните аргументи се дека овој потек е спротивен на Законот за средно образование, кој забранува верско организирање, дејствување и истакнување на верски символи во средните училишта, но и спротивен на амандманот 7 од Уставот, според кој верските заедници може да основаат само училишта во кои се предава веронаука. Уставен заклучува дека со одобрението владата ја повредила уставната одредба за одвоеност на државата од верските прашања. Целосно ја поддржуваме кандидатурата на Македонија за членство во Европската Унија и ги повикуваме сите политички партии да најдат компромис за спроведување на францускиот предлог. Ова е дел од оценката на известувачите на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Дополнително се поздравува и напредокот постигнат на земјава во исполнувањето на обврските што произлегуваат од членството во Советот на Европа. Јана Јосифовска. Македонија е и пофалена и предупредена за партизирано судство и корупција, кои известувачите на Парламентарното собрание на Советот на Европа Сибел Арслан и Джозеф О'Рајли во извештајот направен по посетата на Македонија го поздравуваат и се задоволни од напредокот постигнат во исполнувањето на обврските што произлегуваат од членството на државата во Советот на Европа. Македонија е демократска држава, каде што политичките слободи, вклучувајќи ги правата на здружување, собирање и изразување, како и медиумскиот плурализам, генерално се почитуваат, наведуваат двајцата кои известувачи. Тие сепак посочуваат дека се уште постои итна потреба од реформа на изборната рамка во согласно со препораките на ОПСЕ, како и Венецијанската комисија. Иако забележавме одреден напредок во реформите на судството, загрижени сме за бројните обвинувања за политизација на судството и широко распространета корупција низ целиот јавен сектор, како и за недостаток на ефикасни мерки за борба против овие феномени. Ги повикуваме властите да ги засилат своите напори за таа цел, особено со усвојување на потребните законски измени во соработка со Советот на Европа и други меѓународни партнери. Арслан и О'Рајли во извештајот кратко се осврнуваат и на македонските евроинтеграции, со јасна порака до македонските политички партии да најдат компромис за уставните измени и внесување на бугарите. Во меѓувреме, целосно ја поддржуваме кандидатурата на земјата за членство во ЕУ и ги повикуваме сите политички партии да најдат компромис за спроведување на францускиот предлог со вклучување на бугарското етничко малцинство во уставот. Кои известувачите изразуваат и загриженост поради лошите услови во некои притворски установи и ги повикуваат македонските власти без одлагање да ги спроведат преостанатите препораки на Комитетот против тортура на Советот на Европа. Арслан и О'Рајли за време на минатонеделната посета на земјава имаа повеќе средби со собранискиот спикер, представници на сите пратенички групи, министрите за надворешни и внатрешни работи Муцунски и Тошковски, како и со заменик министерот за правда Деребан, со судии, јавни обвинители, невладини организации и дипломати. Одлуката за замрзнати маржи од денеска веќе не е на сила. Граѓаните се загрижени дека тоа ќе биде повод за ново зголемување на цените на прехранбените производи. Од Државниот пазарен инспекторат најавија засилени контроли. За ова повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Иако вчера заврши мерката за замрзнати маржи на 102 групи производи, граѓаните кои денеска ги сретнавме непосредно откако завршиле со пазарување, велат дека не забележале поскапување на цените на производите. Иако денеска не работеа поголемиот дел од продавниците, во кратката обиколка во некој од нив можеше да се забележи дека нема посериозни промени на цените. Забележавте ли поскапување на цените денеска? Само пивото нешто малце намалено и нешто друго тоа. Не забележав искрено. Не, право да ти кажам. Па не. Немам ништо забележано искрено. Не, нема поскапување. Па не. Од Државниот пазарен инспекторат за Канал 5 потврдија дека во следниот период ќе се врши мониторинг кај производителите, увозниците, дистрибутерите и маркетите, со цел да се направи обемна анализа за тоа дали има неоправдан раст на цените. Од Организацијата на потрошувачите и на Сдруженијето на трговци ни посочија дека е премногу рано за да излезат со коментар околу одмрзнувањето на маржите, но и тие најавуваат дека ставот ќе го соопштат откако ќе ги направат неопходните анализи. Мерката за
ограничување на маржите важеше од 20 февруари до 30 април и опфати 102 групи производи со ограничување од 5 до 15% зависно од категоријата. 8 основни намирници добија и највисока дозволена цена. Владата ја оцени мерката како успешна, со дефлација од 1,3% кај храната во март, но оттаму најавија дека анализата за април ќе биде клучна. Дали ќе се воведе ново ограничување или ќе се остави пазарот сам да ги регулира цените. Претходно и од Министерството за економија потврдија дека доколку се забележи зголемување на цените, ќе се превземат поригорозни мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Партиски активности. Од СДСМ на пресконференција обвинија дека владата за само 5 месеци потрошила 30.000 евра за јадење по ресторани. Во држава каде што работниците бројат денови до плата, министри од ВМРО ДПМН трошат десеттици илјади евра на јадење и пиење во луксузни ресторани. Почитувани граѓани, верувале или не, во првите 4 месеци од годинава оваа власт потрошила над 30.000 евра во скапи скопски ресторани. Гозби, ручеци и вечери плаќале речиси сите министри, а сметките се достапни на отворени финансии. И тие сметки, почитувани, се запрепастувачки. Одредени исплати се во вредности по 3.000 евра. Ова се податоци, почитувани, кои се јавно достапни и овие податоци ќе бидат дадени до медиумите. Од владата ја демантираат изјавата на опозицијската партија СДСМ, во која во последниот период ги обвинува министрите за наводно трошење на јавни средства за луксузни ручеци во рестораните во рамките на министерствата. Според официјалниот став на владините представници, трошоците кои беа предмет на дискусија се за бифињата во министерствата кои ги користат вработените, а не министрите. Трошоците што ги прикажуваат како наводни трошоци за министри се всушност трошоци за услугите што ги користат вработените во министерствата. За овие услуги вработените сами си плаќаат, а истите не се на товар на буџетот, стои во реакцијата од владата. Владината делегација, предводена од министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, министерот за култура и туризам Зоран Љутков и генералниот секретар на владата Игор Јанушев, денеска учествуваше на националниот ден на светската изложба Експо 2025 во Јапонија. Впечаток остави точката и настапот на националниот ансамбл Танец, кој го отворија денешниот ден. Македонскиот павилјон изобилува со традиционални изложби, но најсилно и најголемо внимание зазема токму она на јапонскиот архитект Кензо Танге, кој го има проектирано Скопје по земјотрес од 1963 година, информираат од владата. Тука ги завршуваме вестите, останете на Канал 5, следува само интервју. Гостин на Гоце Михајловски е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.